Оној срамен закон за амнестија на криминалци кои сега го поднесоа е само показател за очеот во кој се наоѓаат. Прво си донесоа по скратена процедура, злоупотребувајќи го европското знаменце, закон за измена на членовите на кривичниот законник, со кои сакаат да мислат дека се заштитени по падот од власта. А сега пред изборите прават сценарио за слобода на голем дел криминалци. Мислат дека тие ќе им помогнат во изборната кампања. Ковачевски, морам да признам, плаќа висока цена за својата коалиција и силно го деградира нашето општество, каде принципот на неказнивост стапува на сила. Криминалците не се плашат од одговорност, затоа што самата влада продуцира неодговорност. Од друга страна, со мирна совест излегуваат и си велат дека следеле европски практики. А никаде во Европа нема терористи да ви убијат 5 луѓе, од кои 4 деца, како што беше случајот со Смилковското езеро. И сега нивните джелати да ги пуштат на слобода со законот за амнестија. Ке ве потсетам, ако се сеќавате, велеа нема правда, нема мир. Ветуваа дека ќе се дознаела вистината за убиството за Смилковското езеро. Организираа протести, заведуваа народ, ги лажеа родителите на настраданите, за да сега истите тие се борат за нивна слобода. Да излезат тие и стотици други кои правеле разбойништво, кражби, перење на пари и слично. Ова, драги браќа и сестри, се последните очени крици на власта. Овој закон за слобода на криминалци, меѓу кои и оние од Монструм, за кои нема европско знаменце, што значи нема скратена процедура, ќе мора да се дискутира во парламентот по стандардна процедура. И тогаш ВМРО-ДПМН отворено кажува дека истиот ќе го блокира. А ако решат да ги злоупотребат своите овластувања, како што тоа го направиле досега многу пати, и повторно злоупотребат скратена процедура и европско знаменце на овој закон, тогаш ќе побарам од извршниот комитет и Централниот комитет на ВМРО-ДПМН поддршка за одлуката пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата да ја напуштат работата на парламентот.